Добар ден. Минути за вестите од културата. Да погледнеме кои настани ја одбележа оваа работна седмица. Во Македонската филхармонија на 30 јуни се одржа концерт на Јордан Костов, Маглота, Секстет и хор Света Злата Мегленска. Настанот представуваше и промоција на албумот Маглота, свежо реиздаден на Аксиома, со кого Костов го направи и овој концерт. Албумот и концертот во Македонската филхармонија представуваа своевиден дневник на една длабоко интимизирана географија. Од Бразил до Кина, од Македонија до Виетнам, преку Русија и Јапонија. Звучниот универзум на Маглота го сочинуваат не само инструментите, туку и личните биографии, музичките сензибилитети и искуство на секој од учесниците. На концертот присуствуваше колешката Нела Соколовска. Во Македонска филхармонија на 30 јуни се одржа концертна промоција на новиот албум Маглота на македонскиот хармоникаш и композитор Јордан Костов, реиздаден на Аксиома. Јордан Костов Маглота Секстет, предводен од Костов, успеа да создаде уникатен музички универзум кој ги поврза ориентот и западот, фолклорот и авангардата, импровизацијата и композицијата. На сцената Костов беше придружуван од бразилската перкусионистка Бренда Охана, басистот Бруно Дозитес, кинескиот тапанар Фенг Хао, виетнамската мултиинструменталистка Минх Транг Гуен, рускиот пијано-импровизатор Роман Столјар, македонскиот хор Света Злата Мегленска и вокалот на Сузана Спасовска. Се работи за музика која што има специфични односи со визуелните уметности, некако може да биде музика за театар, филм и слични други влијанија. Ова е моја авторска музика, пишувана за секстет и хор. Моја инспирација е баш ориентот и западот во исто време, меѓутоа и север и југ, како што е Африка и не знам, северниот пол или некои северни предели, и така мислам дека ова се некакви концепти кои што секако се одвиваат во различни музички концепти, луѓе во светот ги примаат со нетрпение. Специјален акцент на концертот беше соработката со хорот Света Злата Мегленска под диригентство на Летка Димовска Полизова, кој внесе вокална димензија во оваа богата и транспросторна звучна слика. На почеток треба да му се заблагодарам на Јордан Костов, кој што нашата соработка трае долго време, значи негде околу 10 и може и повеќе години има, кога снимавме заедно, фактички негова музика со посебен елементи и хор Света Злата Мегленска. Беше прекрасна таа музика. Од тогаш почнавме да контактираме и да соработуваме. Така да ми направи голема, огромна чест, мислам, кога ме покани поново пак да ја продолжиме таа соработка и да едноставно хор Света Злата Мегленска биде дел од ова вечерашното славење на неговата Маглота, неговиот албум. Меѓутоа, хорот Света Злата Мегленска, значи ја гае она православната музика, фолклорот, световната музика и така натаму. Ова беше изненадување, уствари и предизвик голем. За нас прифативме апсолутно, мислам, со големо задоволство. Јордан Костов е македонски музички уметник, хармоникаш, пијанист, композитор, импровизатор, аранжер и продуцент. Тој припаѓа на генерацијата млади македонски уметници кои го имаат надминато стравот од нормална творечка комуникација со глобалниот свет, создавајќи свој, сопствен, уникатен музички израз што упорно им пркоси на сите форми на комерцијална музика. Слободна по својата суштина, авангардната музика на овој сестран композитор и инструменталист плови во водите на джезот и музиката на светот, едновремено абсорбирајќи ги влијанијата од класичното творештво и одржувајќи врска со македонската музичка традиција. Во Сулијан, во понеделникот на 30 јуни се одржа джез концерт на Ѓорѓи Шаревски трио. Покрај Шаревски учествуваа и Акира Накамура од Окинава, Јапонија, на тапани и Оливер Јосифовски на контрабас.
Извонредна интеркултурна соработка каде што триото на Ѓорги Шаревски се обединува со еминентниот јапонски тапанар Акира Накамура, што умешно ја обединува источната прецизност со европската джез естетика. Овој исклучителен настап представуваше возбудливо музичко патување, исполнето со спонтаност, експлозивна енергија и бесконечен грув. Значи, голема чест ние што сме дел од ова 46-то издание на Скопско лето во овој простор, во овој прекрасен простор Сулијан и со мојот посебен гостин Акира Накамура, кој ми е еден од моите омилени тапанари. Мојата музика во изведба на ова трио е навистина нешто посебно и многу ми е драго што сме тука сите заедно денес. Во нашата програма се главно мои авторски дела кои се по динамични композиции, но имаме и по некоја љубовна песна. Така да внимателно избран програм, внимателно избрани композиции кои што одговараат и на начинот на свирење на овие луѓе, на Оливер Јосифовски и на Акира Накамура. И така да јас сум презадоволен од ова интеркултурна соработка. Слушачката промоција на новиот албум Јоруклук, новиот бисер од грлото на Елена Христова од Баклава, се одржа во вторникот на 1 јули во бифето Тафталиџе. Албумот Јоруклук е комплетно авторски албум на Елена, инспириран од нејзините долгогодични истражувања на јоруците од Македонија. Пред публиката таа ја раскажа приказната за создавањето на овој албум, а присутните можеа да си купат CD или плоча од албумот. На промоцијата присуствуваше колешката Ирена Спировска. По долгогодишни истражувања на јуруците од Македонија, Елена Христова, вокалистка на групата Баклава, го издаде својот самостоен авторски албум Јоруклук, на кој се снимени 9 композиции со нејзин подпис, инспирирани од јуруците и нивниот начин на живот. Јоруклук е проект кој што некако одбележа долг период од мојот живот, некои 15 години трае приказната за Јоруклук. Започна некаде 2010, мислам, или така тоа време. Тогаш имав доста настапи и со Баклава, и со Горан Трајковски. Имавме промоција на новите албуми, настапував со Бабазула секаде по светот бев, но чувствував дека ми фали и нешто друго, тоест некој подлабоко, уште подлабоко, иако и овие беа длабоки проекти, но уште подлабоко истражување, од кое што од ништо, копајки се подлабоко, ќе дојдам до нешто што ќе го интегрирам и ќе стане дел од мене и ќе го извадам надвор од некое безвременско време минато или како и да е. Па така, во таков некој контекст, почнав да ги истражувам многу спонтано јоруците од Источна Македонија. Многу пати бев кај нив, многу материјал слушав и читав за нив и така дојдов до едно множество на богатство кое што го имплементира во собствената инспирација да создадам еден нов музички проект. Тој е мултимедијален проект, може да се каже, меѓутоа музички проект кој што ќе го наречам Јоруклук, како што самите тие се номади, така и јас се чувствувам номад во просторот, времето, што духовно, што телесно, и така се родија нови композиции. Проектот комплетно е мој, значи не е ова Баклава, туку е Елена Баклава. Имам неколку интересни музичари кои што го обојуваат овој албум и интересен дизајн исто така. Албумот имам 9 номери. Албумот излегува во дигитално издание, CD и винил. Може би ќе беше подолго доколку не беше ограничен винилот како форма. Тука се наоѓаат различни приказни во самите песни кои што се исто така интересни, создаваат една филмска целина, така би јас го гледам нив. Стилски може би се разликуваат една од друга, некако во процесот кога го правев тоа, интуитивно ми се наметна самиот звук како ќе биде
Значи, во однос на моите музички афинитети, така што прозвучуваат во различни стилови, но секако ја држат и традицијата и устната форма, така натаму. Дизајнот на албумот го направи македонската сликарка Дивна Пешич Грозданов, која живее во Америка, а во 2000 и 2004 година учествуваше на Олимписките игри како членка на тимот на Македонија во стрелаштво. Македонската опера и балет вечерва со почеток во 21 часот на плоштадот Мајка Тереза на платото пред МОБ ќе одржи гала концерт од МОБ за Скопје. Концертот ќе се одржи во чест на 200 годишнината од раѓањето на Јохан Штраус, еден од најзнајчајните композитори на виенската и светската класика. Ке настапи оркестарот при МОБ, составен од 80 музичари, под диригентската палка на маестро Винценц Праксмарер и солистите Бригита Симон и Иван Наумовски. Со репертоар составен од најпознатите валцери, арии и маршеви на Штраус. Во сабота на 5 јули со почеток до 21 часот пред плотото на Македонската опера и балет ќе се одржи еден убав уникатен гала концерт по повод 200 годишнината од раѓањето на Јохан Штраус, еден од највлијателните австријски композитори. Воедно сакаме да ги поканиме љубителите на уметноста да присуствуваат на овој убав и прекрасен настан. На овој убав уникатен мега настан имаме гости од Австрија, диригент ни е Винцент Праксмарер, имаме и двајца солисти, тоа е сопраниската Бригите Симон и нашиот Иван Наумовски, кој многу често настапува во Австрија во Виена. На програмата ќе се изведува музика од, како што напоменав, од Јохан Штраус, тоа ќе бидат валцери и полки и еве ја поканувам публиката во овие топли денови, концертот ќе биде на отворено состојање, да присуствуваат и заедно да уживаме во овој убав настан. Со оваа информација, почитувани, ги завршуваме вестите од културата. Ви благодарам на вниманието. Довидување.